أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Откако возвишениот Аллах Азза ва Џел спомна за неговиот благодет према Бену Исраил со тоа што ги усмрти, а потоа ги проживеа поради нивното спротивставување на нивниот пратеник алейхи салату вассалам и поради тоа што сака да го видат на возвишениот Аллах Азза ва Џел на ова дуња. Но теа гледање не од што сака да го видат, туку заради спротивставување и заради инет и нивна тврдоглавост. Потоа возвишениот Аллах Азза ва Џел продолжува да ги подсетува на Бену Исраил и на други благодати со кои ги обсипал, со кои им подарил. И денеска со Аллахова дозвола ќе спомениме некои два примери, кои, како и другите примери, многу јасно укажува на тврдоглавоста и на инаетот на Бену Исраил или на евреите. Па велит возвишениот Аллах Азза ва Џелля во 57-миот ајет: وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Велит Аллах Азза ва Џел: и ние од облаците ладовина и сенка ви направивме, и мана и препелици ви испраќавме. Јадете од убавите јадења со кои ве снабдивме, тие на вистина нам не ни наштетија, туку самите себе си неправда си сторија. Велит Аллах Азза ва Џел: и ние од облаците ладовина и сенка им направивме. Тоа се случило во времето на нивното талкање низ пустината на Синај, кога лутале 40 години измеѓу Египет и Шам и Палестина. Немале ни вода, ни засолниште, но Аллах Азза ва Џел им се смилувал и прво ги засенил со облак, му давал облак како сенка. И мана и препелици ви испрачавме. Возвишениот Аллах Азза ва Џел овде ги подсетви на теа дека им спуштил убав риск, благословен риск, лесен за добивање, до кој доаѓале тие без мока, без работа и без напор. За облакот или за сенката ни е јасно. Што се односи до мана, исламски војчањаци велат дека мана опфаќа се што Аллах Азза ва Џел ги дарувал од храна и пијалок, ако и го земвеле без мока, без да работаат. А попрецизно велат исламски војчањаци дека те е нешто бело, што слегувало врз дрвјата како роса, слично на бел мед. Ове е еден од видовите на јадење со кој Аллах Азза ва Џел ги обскрбил овие 40 години додека лутале низ пустината. А второто е селуа. Селуа е птица, препелица, или пак и слично на препелица. Велит имам Куртуби рахимахуллах. Муфесирите спомнуваат дека ова се случило за времето на талкањето меѓу Египет и Шам, кога тие одбија да влезат во градот на насилниците и да се борат против нив и неверниците во Бејтул Макдис во Палестина. Запамтите ове еден дел. Ова е прва наредба, што значи возвишениот Аллах Азза ва Џел кога Муса алейхиссалам со Бену Исраил доаѓаа од Египет за Палестина. Аллах Азза ва Џел
им нареди да се борат со насилниците и неверниците кои во теа време се наоѓаа во Бейтул Макдис. Но тие, како што е познато по нивната природа, тие се луѓе страшливи. Мнозинството од ними се кукавици, па се уплашие и одбие наредбата на Аллах Азза ва Джелле и на Муса алейхи салату вассалам, одбие да се борат. Па заради теа, Аллах Азза ва Джелле и казни со теа што талка е низ пустината 40 години и нема да најдет излез. Човек како 40 години да талкаш и да не можеш да најдеш излез, кога знаеме пустинава измеѓу Египет и Сина, колку да патуваш, ќе излезиш од неа. Нове беше казна од Аллах Азза ва Джелле на Бену Исраил, така што по цел ден ќе патовале и ќе талкале по цел ден, па кога ќе преночеле, ќе се разбуделе на истото место каде што биле претходниот ден. И така 40 дена талкале во таа пустина. Во таа пустина, во теа талкање беше со ними кој? И Муса алейхи салату вассалам. Па му рекле на Муса, Бену Исраил, кој ќе ни дават храна во пустина се? Па кој ќе ни дават храна? Па Муса алейхи салам, како пратеник, од джал према неговиот уммет и покрај теа што бее зулумчари и изгрешие, пак Муса алейхи салату вассалам го молеше на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ги обскрби. Па Аллах Азза ва Джелле им спушти мана и препелици, значи јадење без да се мочат, без да го бараат и без да работеат за него. Потоа рекле, кој ќе не заштити од топлината во пустина, голема горештина? Па тога Аллах Азза ва Джелле им испуштал облак кој ги чувал од сонцето. Потоа рекле, кој ќе ни дава вода? Имаат потреба за вода во пустина. Па тогаш Муса алейхи салам по наредба од Аллах Азза ва Джел удрил со својот стап, па излегле 12 врела или 12 извори на вода, за кои ќе дојде иншаллах говор за во следното дружење. Потоа исто така го прашале на Муса алейхи салам за облека, кој ќе ни даде облека. Па се пренеси дека им беше даден од страна на Аллах Азза ва Джел истата облека да не се менви 40 години, но не се кинела, не се трошела, ниту се валкала, па дури и растела на нивните деца према нивниот раст. И ове му беше даден од Аллах Азза ва Джел. Аллах најбо знае. Кулу мин тајибати ма разакнакум. После овие благодети, Аллах Азза ва Джел вели, јадете од овие убав риск. Јадете од овие убави јадења со кои ние ве снабдивме. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. А тие нам не ни наштетија, туку самите себе си неправда си сторија. Односно Аллах Азза ва Джелле ние ги дарувавме со овие благодети, а тие на нашите благодети одговорија со неблагодарност, со негирвење и со непокорност со чинење на гревови. Но со ова нивна тврдоглавост и непокорност воопшто не му наштетија на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Туку штетата и загубата се враќа на нив, на самите себе си. Значењето враќа дека секој еден грев и неправда се враќа врз самите себе си. Зошто тие со тој грев и со тоа спротивставување се изложија на гневот и на лютината на возвишениот Аллах Азза ва Джелле и на неговата казна. И од овде треба да знаеме дека секој еден наш грев и неправда и зулум не му штети на возвишениот Аллах Азза ва Джелле ништо. Како што и нашата покорност и ибадет не му носат никаква корист на возвишениот Аллах Азза ва Джелле. Туку ове се враќа кај нас самите. Или ќе е на наша штета, или ќе е на наша корист. Кратко од ова случка, јасно се гледат, браќа, вредноста и предноста на асхабите на Аллаховиот пратеник Мухаммед, саллаллаху алейхи ва селлем, над другите асхаби или следбеници на нивните претходните пејгамбери, поради нивниот сабур, сторпливост, истрајност, послушност на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем и во теа што не бараја он него тешки и непотребни барања и прашања. Не барале некакви чуда, некакви муъџиза,
туку имале поверење во Мухаммед салаллаху алейхи ве селем и го следеле во секоја стопа, во секој чекор. Како што беше во походот или во битката на Тебук, кога било силна жештина, неподнеслива горештина и голем напор, тие не барај да се случи нешто невообичаено, да се случи некакво чудо, иако теа за Мухаммед салаллаху алейхи ве селем е лесно да побарат од Аллах азза ва џел. Но тие не го побарале, туку побарале кога и притиснало глад, го замолие на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем да прави дова Аллах азза ва џел да му олесни во овие тешки моменти. Па тогаш Мухаммед салаллаху алейхи ве селем упати дова ке Аллах азза ва џел и нареди да се собере сите нивни залихи на едно место. А теа било многу малу, залиха што му останало од јадење. Но тој салаллаху алейхи ве селем после неговата дова им нареди сите да ги наполнат своите садови и покрај тоа што храната била малку и плюс после тоа дури и остана од таа храна. Ове од берекетот на довата на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Како што има потреба за вода, го замоли на возвишениот Аллах азза ва џел, па им дојде облак кој ги напои со дожд, од кој облак пие, ги напои своите камили, ги наполни своите мешини или садови, а потоа погледнале и виделе дека облак од него надминал нивниот логор. Малу облак, но толку берекет возвишениот Аллах азза ва џел им дал. Ова е најсовршен пример за цврсто следење на Аллаховата книга на Кур'ан и на суннет на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Значи, браќа, првиот пример е кога Бену Исраил или кога Аллах џелешануху му нареди на Бену Исраил да влезет во борба во Бейтул Макдис со Муса алейхи салату вассалам, но тие одбие воопшто да влезет во борба. Одбие, се уплаши и не само теа, дури и му рекое на Муса алейхи салам: оди ти и твојот господар, борите се, а ние ќе останеме овде да чекаме. Видите која тврдоглавост имаат овие евреи. Ове е еден дел. Потоа возвишениот Аллах азза ва џел во 58-миот ајет вели: "Ва из кулна дхулу хазиhi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada wa dkhulu al-baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin." Вели Аллах азза ва џел: и кога ние рековме влезете во овој град, значи Бейтул Макдис, и јадете во него од каде што сакате, јадење кое е пријатно и кој го има во изобилство, и влезете низ портата понизна, а имало 12 порти. Па Аллах џелешануху му наредви да влезет во Бейтул Макдис понизни со руку, поклонувајќи се, и да кажет: хитта, прости ни Господару наш. Овие две работи му нареди. Да влезет понизно и да побарат опрост од Аллах азза ва џел. Па Аллах вели: ние ќе ви ги простиме гревовите ваши, а на доброчинителите ќе им дадиме и повеќе од тоа. Вели Ибн Кесир рахимахуллах: возвишениот Аллах ги укорува на Бену Исраил поради тоа што се повлеко и се откажа од борбата и од влегувањето во светата земја кога дојде од Египет заедно со Муса алейхи селам. Ова е првата наредба, првиот случај. Им беше наредено да влезат во светата земја, која беше нивно наследство, нивниот татко Исраил Јакуб алейхи селам, и да се борат против неверниците кои беа во него, но тие одбија да се борат против нив. Па овие курански ајет идет после 40 години откако излегое од тоа талкање во пустината. Како што ни е познато, Муса алейхи селам кога пресели, кога умре, во овие 40 години талка е во таа пустина. Кој го наследи на Муса алейхи селам? Јуша ибн Нун. Јуша ибн Нун го наследил на Муса алейхи салату ва салам, а Јуша ни е познато дека бил момчето или младиот придружник кој го придружуваше на неговото патување кај Хидр. Возвишениот Аллах азза ва џел, откако помина овие 40 години, остане мало од Бену Исраил, начело со Јуша ибн Нун. Овие малу што останае, за разлика од првата генерација на Бену Исраил, биле појаки малу биле похрабри, па Аллах џелешану повторно му нареди, повтора редове, да се борат со
со овие неверници од во Бейтул Макдис. Па овие кои спадне малу похрабри од првите, влегле во борба, па Аллах Азза ва Джелле му даде победа. Но после оваа победа, откако Аллах Джелешану израдва со ове, му нареди овие две работи што испомнавме. Вадхулул бабе суджеда, и влезете низ портата понизни, поклонувајќи се. Значи, кога освоиле Бейтул Макдис, Аллах Джелешану му нареди да влезет понизни. И ваке треба да е човек кој има некаква благодет. Уште повеќе да е понизен кон Аллах Азза ва Джел, а не да се охолит. Многу луѓе кога му е тешко се понизни кон Аллах Азза ва Джел, но кога ќе добие снага, кога ќе стане на нози, тога му се спротивставија на Аллах Азза ва Джел и на неговите наредби. И кажете, велит Аллах Азза ва Джел, прости ни, па ќе ви ги простиме гревовите ваши и недоброчинителите ќе им дадеме и повеќе од тоа. Но, брајча, ова група на Бену Исраил одбиле да влезет понизно во Бейтул Макдис. Првиот испит го поминале во борбата, но проблемот е после, кога му беше наредено да влезет во Бейтул Макдис, низ портата понизно. Но тие одбиле да влезет понизно, па влегоа со своите или со нивните задници. Влегле во Бейтул Макдис и ово од инает, од тврдоглавост и од играње со Аллаховиве прописи, влечејќи се на своите задници, како што преноси Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Имат поголема тврдоглавост и поголем инает од овија еврејски народ. Колку Аллах Азза ва Джелле му даде муъџиза, живее со пратеник, Аллах Азза ва Джелле испаси од фараонот, и му опрости за теја што обожава теле, и многу други работи, многу други благодати, и покрај теја се играат со Аллаховите прописи. Наместо да влезет, клањајќи му се на Аллах Азза ва Джел, тие валјаду билла влегвет со нивните задници. Ове со нивно дело. Остане иште второто што требаше да баре топрос од Аллах Азза ва Джел. Но тие дури овија збор го менае. Па Аллах Азза ва Джелле велит: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Тогаш велит Аллах Азза ва Джел, неправедните, зулумчарите од тие малу број кои останаа од Бену Исраил, го заменија зборот и делото што им беше наредено со друг збор. Па ние на тие што го направија тоа, што ја направија таа неправда, казна од небото им спуштивме за тоа што греша. Имам Бухари рахимахуллах забележи од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем објаснувајќи го ове вели: на Бену Исраил им беше кажано: влезете низ портата понизно, поклонувајќи се и кажете хитта. Хитта на арапски е опростини, бараме опрост. Овие збор го менале хитта, му додале само една буква Н и рекле хинта, а хинта е пченица. Зорно од пченица, а во друго предание зорно од влакно. Овие нивни говор нема никакво значење, рече, но намерно само да го мене тоа нешто му е наредено од Аллах Азза ва Джел. Само да е мене наредбата од Аллах субханаху ва таала. Наместо опрост се играле и велеле зорно од пченица или зорно од влакно. Па поради ова нивна дрскост, тврдоглавост, возвишениот Аллах Азза ва Джелле повторно ги казни. Па ние, велит Аллах Азза ва Джел, на тие што направија неправда казна од небото им спуштивме затоа што греша. И овие случаи, брача, не се само да се кажат, туку да се земат поука од ними. Најголемата цел од овие ајети е да се упати предупредување на овој уммет да не торгнет по потот на Бену Исраил и да не му се спротивставе на својот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем ниту со збор, ниту со дело. За да не иснајд оне што иснајде на Бену Исраил од казна и мака. Зато Аллах Азза ва Джелле велит: ние им спуштивме казна за теја што го направија од небото. А не како што веле некои луѓе: ове бее порано и поминае. Не, Аллах Азза ва Джелле не ни дават случаи само за да ни поминит времето, туку за да земаме поука
Тие вистина поминале, но поуката мора да остани. Пораката е намената и за нас денески ќе остани до судниот ден, а те е да не торниме по нивниот пот и да му се спротивставиме на Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи вселем, ниту со збор, ниту со дело. Значи, браќа, овие беа две случаи што се однесвит во Бейтул Макдис. Првото е со Муса алейхи салату вассалам, кога одбиле да се борат, воопшто ни не влегле. Второто е со Јуша ибн Нун, и него спомнахме дека во битката додека се борел во Бейтул Макдис, Аллах азза ва џелле му даде муъџизе него со теа што го задржа сонцето да не заоѓат. И ова е едини пример што му е десено на Јуша ибн Нун, пошто се преносви дека некој велите на Али ради Аллаху му е десено, но ова е слабо и неверодостојно. Оне што е веродостојно на Јуша ибн Нун, Аллах азза ва џелле го задржа сонцето све додека не заврши битката и него освои Бейтул Макдис. После доаѓа други пример, возвишениот Аллах азза ва џелле ни кажува, иншалла ќе го ставиме за следното дружење, го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни даде искреност, да ни даде исправност, да ни чуват во неговата вера, и го моля возвишениот Аллах азза ва џелле да ни направи од оние кои го следат на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи вселем и да ни соедини заедно во џеннетул фирдеус со пратениците, искрените, шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.